Добар ден, ученици! На денешниот час по биологија за 9-то оделение ќе зборуваме за условите кои што се потребни за непречено одвивање на процесот на фотосинтеза. Пред да зборуваме за условите, ќе се потсетиме уште еднаш на равенката која што го опишува процесот на фотосинтеза. Рековме, потребен ни е јаглероден диоксид како влезна материја или како реактант, заедно со водата, за да дадат глукоза како примарен продукт и да се ослободи кислород. Во услови кои што владеат за да може да се одвива процесот на фотосинтеза, подразбираме неколку. Јас ќе ви дадам сега една задача за да размислите, а тоа е, имаме марула која што расте во саксија, првата ситуација ни е, марула расте во саксија во стан. Во втората ситуација имаме марула која што расте во градина. Во третата ситуација, земјоделец расте марула на поле за да може да ја продава, и во четвртата ситуација астронаут кој што расте марула во Вселената. И сега ќе ве прашам, дали во сите овие ситуации претходно наведени владеат исти услови за одгледување на едно исто растение? И второто прашање е, каде марулата или во која од овие ситуации ќе даде најголеми приноси и зошто? Размислувајте околу фактори кои што влијаат на растот или на развојот на марулата. Направете си пауза на ова видео и размислете или дајте ваши мислења, ваши одговори. И сега, откако направивме пауза, сигурно сте размислувале во насока на температура како фактор, која што е различна во различниве ситуации, како фактор може да биде и водата, веројатно и за тоа сте размислиле, наводнувана, помалку наводнувана и така натаму. Значи, постојат различни услови кои што влијаат на процесот на фотосинтеза. Да не ги заборавиме тука и количините на реактантите кои што учествуваат во овој процес. Како ќе видиме каде била фотосинтезата најизразена? По тоа каде растението пораснало најмногу или кој од овие ќе даде најголеми приноси. Имаме уште една задача која што нема да ја решаваме, но ќе обработиме само како ситуација, а тоа е мерење на количината на ослободен газ, во нашиот случај кислород, преку процесот на фотосинтеза. Поставена е тука во една чаша, ни е поставено водно растение, истото е покриено со инка и на инката е додадена епрувета. Се разбира, бидејќи е водно растение, во чашата имаме вода и веднаш во чашата ставен е термометар кој што ќе ја мери температурата на водата во текот на фотосинтезата. Знаеме дека фотосинтезата се одвива во присуство на светлина и ако немаме доволна количина светлина, можеме да искористиме дополнително вештачка светлина од сијалица или некое друго светлосно тело. Вака поставен експеримент може да ни даде, да ни биде показател кои видови растенија во колкав процент вршат фотосинтеза. Како тоа ќе го измериме? Ова е квантитативен начин на мерење на фотосинтезата, па можеме да мериме или да ги броиме меурчињата кои што се ослободуваат во текот на една минута. Ќе го вратам слайдот назад, тоа се овие тука меурчиња кои што се создаваат. Потоа, можеме да ја одредиме
количината на кислород кој што е произведен во една минута. И повторно слайдот го враќаме назад, тоа е во овој дел тука, тука се собира кислородот. Потоа можеме да мериме време кое што ни е потребно за да се создаде 1 сантиметар кубен кислород. Ова се квантитативни начини на кои што можеме да ја одредиме брзината или интензитетот на фотосинтезата. На крајот ќе заклучиме или ќе ги наброиме како заклучок факторите кои што влијаат на процесот на фотосинтеза. И веднаш ќе кажеме дека факторите ги делиме на две групи. Првата група се надворешни фактори или фактори од околината, а втората група ни се внатрешни фактори или фактори кои што произлегуваат од самото растение кое што ќе го врши процесот на фотосинтеза. Во надворешни фактори спаѓаат интензитет или јачина на светлина, што подразбира кога имаме јак интензитет на светлина и фотосинтезата ни е поизразена, се разбира до одредена количина, затоа што пак јак блесок на светлина, особено во топлите периоди од годината, може да ги затвори стомите и на тој начин да ја спречи фотосинтезата. Потоа, количеството на јаглероден диоксид во атмосферата. Потребно ни е јаглероден диоксид. Ако се потсетиме на формулата или на реакцијата на фотосинтеза, дури 6 молекули на јаглероден диоксид за да создадеме 1 молекул на глукоза. Потоа, температурата е важен фактор. Колку имаме повисока температура, толку и фотосинтезата поизразено се одвива. Се разбира до одредена граница. Количество на достапна вода во почвата. Што ова подразбира? Водата која што е во почвата да биде во форма која растенијата ќе можат да ја искористат. Например, ако е замрзната во форма на мраз, посебно во зимскиот период, или како снег, истата растенијата ќе ја имаат во близина на кореновиот систем, но нема да можат да ја искористат. Внатрешни фактори. Количество на хлорофил. Што тоа значи? Колку повеќе го имаме овој пигмент, толку повеќе светлина ќе може да впие растенијето. Старост на листот. Помладите листови од растенијето можат поинтензивно да вршат фотосинтеза во споредба со постарите. Број на стоми. И ова е важен фактор, затоа што стомите помагаат при влезот на јаглеродниот диоксид, а во исто време при излегувањето на кислородот во надворешната средина. Ви благодарам.